Носителот на листата на кандидати за пратеници на ВМРО ДПМН во третата изборна единица Илија Димовски денеска заедно со кандидатите за пратеници од Штип Никола Мицевски и Трајче Димков ја посетија локацијата каде што се гради новата клиничка болница. Димовски истакна дека овој проект забрзано се гради, а квалитетни здравствени услуги ќе имаат граѓаните од Штип и од целиот источен регион. Проект кој чини 37 милиони евра, а ќе се набават и 407 апарати за сите болници во Источна Македонија. Дополнително сакам да потенцирам дека во овој период во Штип се вработени над 80 нови доктори, огромен дел од досегашниот кадар, но и од новиот кадар се упатени на едукации, доедукации во странство, како и на специализации во Универзитетот во Скопје. Вкупниот број на ново вработени доктори во цела Источна Македонија е некаде околу 200 до сега. Димовски забележа дека во програмата на ВМРО ДПМН во делот на здравството предвидено е да продолжи и драстичното намалување на цената на лековите, а досега во 10 наврати имаше намалување на цената од 10 до 90% на различни лекови, со што, како што вели Димовски, во џебовите на граѓаните остана заштеда од околу 33 милиони евра. И втората работа, она што долго време медицинскиот персонал и лекарите го бара, во програмата е предвидено носење на специјален закон за лекарската служба, со која што на сите доктори, на сите медицински лица, на целиот медицински персонал ќе им се овозможи да се исполнат нивните барања околу нивната работа, нивниот статус, безбедноста при работата и сето она што ќе ги прави комотни за целосно да го вложат своето знаење и својот капацитет во третирање на дијагнозите кои што доаѓаат кај нив. Димовски забележа дека проектот изградба на клиничка болница во Штип е проект кој граѓаните го гледаат и не е празно ветување.